денес го славиме светиот апостол Јаков Зеведеев, кој бил брат на големиот теолог на црквата апостолот Јован, кој прв е наречен теолог или богослов, затоа што свет Јован Богослов во суштина влегал најдлабоко во тајните на Божјото постоење и на Божјата наука. А тоа е многу важно. Некои други сте приметиле, одат површно, многу факти и многу податоци може да имаат, ама да не има длабочината која ја нуди богословието. А овој апостол, Јован, чие Евангелие и денеска го читавме, нуди еден длабок пристап до Бога, како што заслужувал. Негов брат е денешниот славеник Јаков Зеведеев, кој е пријател Господ. Не значи дека сите се предодредени да влезат во длабочината Божја. Малку се тие гледате, само тројца има богослови во црквата. Овој апостол Јован што го спомнуваме, свети Григорий исто така теолог или богослов и свети Симеон нов богослов. И толку се теолози. Меѓутоа, брат му на овој теолог, на Јован, како што е Јаков Зеведеев, кој ден го познаваме, исто е голем пријател Божји. Како ќе го познаеме и како знаеме дека е голем пријател? Затоа што на сите крупни настани кои ни се опишани, тој е присутен. А најважно од сите е преображението Господово. На преображението Господ, кога ја покажа славата Божја на апостолите, беше присутен Јаков Зеведеев. Значи се удостои да го види Бога. Иако многумина во тоа време во кое што живееше, мислеа дека тој е само човек. Човек воскреснува од мртви. Со сила Божја може да воскреснува од мртви, си мислеа. Меѓутоа, кога овие тројцата апостоли кои беа на преображението, ја видеа славата Господова, односно светлината на неговите лица, не може да имаат сомнеш веќе дека тој е и Бог и човек. Не им беше јасно. Не е јасно и денес на луѓето како е можно и Бог и човек да биде, зашто тоа е едно ново под сонцето. Соломон уште вели нема ништо ново под сонцето. Што има ново под сонцето, вистина, кој ќе видиш се исто тече, по некое време пак се повторува истото. Ама христијаните кои дошле, да, велат нема ништо ново под сонцето. Единствено Богочовекот Христос е новото. Нема видено земјата до тогаш. И од тогаш и Бог и човек заедно да биде на земјата. Само Христос е Богочовекот. Е таква светлина на богопознанието виде и овој апостол Јаков Зеведеев на Христовото преображение. И нема сомнеш веќе човек. Штом го види тоа, сомнеш може да му дава нечестивиот, ама лесно се победуваат кога имаш такви докази. Господ му се покажа, што повеќе да покаже, му покажа дека е и Бог и човек. Затоа, браќи и сестри, апостолската служба е многу голема. Овде може би сте приметиле,
трон го викаме каде што седи владиката, не е овде изграден, уште полека ќе биде, и околу тронот има синтрон, односно кај што седи Христос и апостолите. Тоа е главната катедра која ја викаме сега после одредено време интронизацијата на епископите на овај трон, ама ова е обично воздигната столица. Главниот трон е таму позади престолот Божји. Значи прв е Бог, а втор е епископот и сите што се на синтронот што седат. Тоа е иконичен приказ токму на ова што го зборуваме. Христос и апостолите. Значи епископот и свештениците. Службата на свештениците е апостолска служба, а службата на епископот е Христова служба. Затоа тој и ги принесува даровите со кои се причестуваме, хлебот и виното кои постануваат тело и крв на Господа наш Исуса Христа. Главната жртва секако пренесува Господ. Само Господ може да го направи тоа. Меѓутоа, тој ни дава нас мандат на епископите и на свештениците тоа да го правиме во Негово име. Ние не го правиме во свое име. Јас не служам литургија во свое име и да би велам, мојата литургија е литургија која претвора лепи вино во тело и крв Христови, туку Господ го прави тоа. Меѓутоа го прави по нашите молитви и по нашето застапништво. Се во контекст на празникот кој го славиме на светиот апостол Јаков Зеведеев, но се и во контекст на денот на осветување на овој свет манастир, зашто многу добар обичај има да се слави денот на осветување на црквата. Слава на овој манастир е Свети Петар и Павле. Вие знаете, и тогаш се собираме, и тогаш многу луѓе има. Меѓутоа, и овој ден Јаков Зеведеев, кога ја освети на црквата, е ден кој го празнуваме во овој манастир. Нека Господ ни даде сили, браќа и сестри, да можеме да се удостоиме да го славиме Неговото име. Да бидеме и ние причасници на телото и на крвта Негови, кои не прават да бидеме во друга состојба уште сега и овде на земјата. Милоста Божја да биде со сите вас.